Ова е дел од училиштето Братство во населеното место Горно Нерези, каде што учат ученици исклучиво од албанска националност. Во моментов имаме 7 дечиња. Искрен да бидам, економски за нас е поисплатливо тие деца да ги транспортираме секој ден до основното училиште Братство во Тафталиџе, но општината одлучи дека барем првите 5 години подобро е да учат овде во својата средина и го реновираме овој објект кој што е изграден 1938 година. За оваа намена општина Карпош избои 90.000 евра за целосна реконструкција на овој објект, со што правиме појачувања, значи на плочата, правиме нови скали, целосна реконструкција на зидовите, нова кровна конструкција, нови изолации, нови тоалети, како и нови училници и училница за, односно една просторија, една канцеларија за персоналот. Во исто време воведуваме парно грејење во самиот објект, затоа што до сега децата се греја на ќумбе и искрен да бидам, срам беше не само за општина Карпош, не само за Министерството за образование, туку беше срам за цела Република Македонија да деца учат во ваков објект изграден 1938 година. За волја на вистината, општина Карпош сакаше овој објект да го сруши и да изградиме комплетно нов објект кој што немаше многу повеќе пари да не чини, но ќе добиевме нов објект. Меѓутоа, мештаните од ова населено место се емотивно врзани со објектот кој што тие сами го граделе со своји раце во 1938 година и од тие причини бевме замолени да остане истиот објект, да извршиме само негова реконструкција. Можевте да се уверите сите дека реконструкцијата се прави успешно и објектот ќе го пуштиме некаде на 20 септември во употреба. Ќе кажете зошто не сме стасале до 1 септември. До сега сите објекти кои што ги реновирала општина Карпош, а се однесувале на училиштата, сме ги реновирале и сме ги пуштале до 1 септември. Меѓутоа, минатата година од 15 септември до 30 мај, до формирање на влада, практично ние не можевме да распишеме тендер, иако веќе имавме готов проект. Потоа постапката оди до Советот за јавни набавки, откако тамо ќе добиеме согласност, па се распишува тендер, па додека пројде жалбени постапки и така натаму, и еве тоа е причината зашто сме навлезени во месец септември, но ние учениците ќе ги транспортираме тие 20 на дена до основното училиште Братство, но во исто време мештаните велат дека тие ќе обезбедат една просторија каде што ќе може да учат, така да нема општо да имаме пречки во образовниот процес на учениците. Сметам дека жителите на Горно Нерези го заслужуваат овој објект, а особено најмладите жители на Горно Нерези. Значи, ова веќе неколку години беше во ваква состојба ова училиште. Каде се запираа работите за да порано да биде? Никаде не се запира, значи овој објект е вака од 1938 година. Значи, во претходните 80 години, општина Карпош, сакам да ме разберете дека нема обврска да врши реконструкција или изградба на училиште. Тоа е задача исклучиво на Министерството за образование. Меѓутоа, Министерството за образование нема дадено ниту единствен динар за реконструкција на училиштата во општина Карпош. До сега ние сме дале некаде околу 5,2 милиона евра за реконструкција на училиштата и уште над 2 милиона сме покриле трошоци, 2 милиона евра, трошоци за отоплување, за грејење, за ѓубретарина, што немале средства училиштата да ги платат, затоа што Министерството за образование префрлува многу помалце пари отколку што училиштата трошат. Тука спаѓа и трошоците за превоз, кои што се многу помали, а многу повеќе трошоците се за превоз, сето тоа го покрива локалната самоуправа, што значи за овие 8,5 години општина Карпош има потрошено над 7 милиона евра за реконструкција и одржување на училиштата на територија на општина Карпош. Ова значи беше последниот објект, кој што е најмал. Главниот објект се наоѓа во Тафталиџе, основното училиште Братство, кај што учат и македончиња и албанчиња, и за тој објект тој не чинеше најскапо. Дадовме 1.300.000 евра за негова темелна реконструкција. Значи, од темел извршивме негова реконструкција уште во 2012 година.